Дали си се плашила дека ќе бидеш заменета? Возбудата расте. Таратата. Кај си бе, тацко бе? Там. Зашо викаш Пепси дека требала да биде? Па сакам така. А шо е тоа Пепси? Пепси. Чекай, преска не те разбрав, а? Пепси. Као Пепси, поздрав. Добро, сега види, јас сум од Гостивар. Добро. И ние си викаме Пепси за Пепси. Не сум знал, жими се, за тоа некако кога нешто кажа. ново. А, да, кога кажа Нешто Пепси, ново. викам Да. шо е тоа, што него Викам, знам, а сакам да си удриме Ти Пепси. си направо очто вака да бидам. Да, ја од преска си. Да. И ти си уролка. Па да, бе, Па ба- дај зимо не мине Па, жено, бе, зимо дај е бре. ова, грлото Значи треба да ова, се да, чува. ние многу се чуваме, нели? Тацко, многу си популарна, Тамара Волчевска, драги мои. Вие имате право да знаете вистината, затоа сме со вистина или не. Ако не се лажам со Миро Кацаров, да. Да, изгледа Да, тој не, си. не, изгледа тој Да, си. него кажи ми како е моментот кога си на 5 еспреса. Ми Ти си моментално на 5 еспреса? Да. Имаш такикардија? Па малце, да. Сега Знам, значи дека чудно. нема да е валидно. Не, за ќе е да- валидно. Си била некогаш на детектор? Не, Полиграф? не. Си гледа некоја емисија која познатите се стават на полиграф? Да. И како Многу ти е е чувството? интересно. Да? Да, интересно. Ми Си само у- што го немам тоа апаратот на мене, валјда затоа немам. А си уплашен, затоа што мал милион личности, ова го трувам секоја емисија се плаши не доаѓаат, се уплаши барем малце дека нешто ќе кажеш, ќе биде нешто невистинито, нешто ќе излажеш, ќе ја скриеш вистината и така натаму? Не, мене само ми се во мисла оние двосмислени прашања, као што би некој направил кога не е стрикно прашањето. Затоа што И е ние многу... да го извадиме од контекст, мислиш тоа педерско, не? туку може да е многу различно. Може да кажам нешто што јас сметам дека е вистина, Добро, да, а да не е апсолутно. всушност вистина. Затоа што ја, не знам, валјда од различно гледиште ќе го кажам нештото. Моментално си доста, како да кажам, Актуелно. доста актуелна, браво, добро го кажа зборот, поради многу причини. И една од причините си овде, ради тоа да ја дознаеме вистината, дали ја кажуваш вистината, бидејќи претходните епизоди имавме исто друга особа која што зборуваше за вистина, кажа многу интересни работи, ја кажа вистината пред се и сум многу задоволен, и сега тебе те Апсолутно, да. поканивме како дел од тој свет, како дел од таа заедница, да видиме ти што ги кажеш и дали ќе ја кажеш вистината. Ја мислам гледачите сакаат да ја дознаат. И ја мислам дека сакаа да ја дознаат. Имаш бре, она фанови армија доле под коментари се пишува се до... Види, јас немам ништо со тоа. Ама те брана Но, тебе, ја брана Ивона, тоа беше многу добро, многу интересно. Да, убава поддршка, убави Да, мислења, убави да. помислувања, нели, секој со различни ставови, како па, што си 8 перцепира. милиарди луѓе, сите сме различни. Но да, некако се појави во целата Многу прича. интересно. Не очекував така. Ја не очекував. Посебно на моето име во Исто, ја сето не ова, очекував. Предпоставував дека не е толку, не знам, не е толку ставено како тема на муабет. Па беше на тема на мовет. Но да. испадна дека е, да, и Добро, значи спремна си да ја кажеш вистината. Полиграфот сега за кратко ќе го конектираме. добро. Нема да ги Ајде, мрдаш реди. раците, бидејќи треба да биде релевантно. Ќе бидеш мирна, сталожена, ќе бидеш фокусирана, ќе одговориш на прашањето со да или со не, при тоа ќе се анализираат, додека се анализираат ќе имаме подпрашања поставени од мене, можеш да одговориш на тие подпрашања, можеш и да не одговориш на тие подпрашања, како сакаш. Но имаме 15 прашања, после тие 15 прашања нашиот полиграф или нашиот детектор ќе анализира што е точно, што не е точно. Каде ја кажа вистината ќе одговориме со да, каде не ја кажа вистината ќе одговориме со не или ќе каже дека лажеш. Така. И на крајот на нашите гледачи ќе ја соопштиме или ќе соопштиме резултатите. Одлично. Спремна? Да, ми се Се свиѓа. враќаме. Мислев дека нема да прифатиш. Вау. Ја? Да. На второ. На прво се замислив, на Па го второ. зема бројот од Ева Бекстейдж, кој ми го даде. Си реков, сега нема да прифати, ќе ја знаеме вистината од една страна, од еден агол. Да. Добро, дали си спремна? Да. Одговараме на прашање со да или не. Ја кажуваме вистината или лагат. Детекторот ќе анализира,
Така е. А ние подоцна ќе откриеме. Дали се викаш Тамара? Да. Прво прашање. Анализираме одговорот, 30 секунди се анализира. Кој ти го даде тоа име по кум, по баба, по Не е по никој предок. по никој не? Да, или е кум, или се моите. Знам дека размислувале околу Тијана, Тамара или Сара Аха. и се одлучиле за Тамара. И фала им за тоа. Кој Тијана? Тијана, Сара или Тамара. Така да им благодарам за Тамара. Дали си моментално целосна искрена или целосно искрена со себе? Да. Што значи тоа? Како мислиш дека си целосно искрена со себе? Си ги кажуваш работиве што ти се случуваат и викат да, тоа е правилно? Не се лажеш? Па да, затоа што претпоставувам дека се лажев долго време. Сакав да верувам во нешто во кое што може и не беше вистина, или пак во тој период од мојот живот беше вистина. А сега гледам да ги кажувам работите со правилни зборови. Си разговараш само со себе? Да, посебно последниот период, често онака гласно. За се што боли, за се што е среќа, за се што е тага, за се што е убаво, за се што не е можеби убаво. Дали љубовта ти била поголем предизвик од кариерата? Да. Пулсот, дишењето. Да. Интересно прашање. За дискусија. Толку бе беше заљубена? Па да, на некој начин. Се дадов целосно. Се. Ја запоставуваше кариерата? Па не би го рекла, не би го кажала како запоставување. Добро, колку запоставување е што- тежок збор, но се разбираме. Но фокусот побитно ми било другото. На некој начин. Колку и да сум мислела дека да, сега ќе се борам за мојата кариера, сега фокусот ќе го ставам на мојата Колку кариера. години си, Тамар? 28. Па не си бре мала. Па не сум мала. Но сум таков човек, таков тип на карактер и претпоставувам дека имав многу што да научам, за сега да сватам што сум, кај сум, што сум запоставувала можеби и на што треба да се фокусирам. Така да драго ми е што сум искусила све што сум искусила. Тамара, четврто прашање. Дали постои вистина за врска што никогаш не си ја кажала јавно? Да. Тоа е последната врска? Ти зборуваше јавно за последната врска? Зависи кој како прецепира. Тоа би го оставиле. Да, така и беше. Во воздухот. Така да кој како го испрецепирал, така било. Па и за претходните. Све си струи во воздух. Значи Кој не ти е како? проблем да комуницираш, да па и види. А дека ако си јавна личност, народот сака да знае за тебе, тоа е нормално. Но некојаш нели сите работи не се кажуваат и не се откриваат. Па јас не гледам тоа зошто би требало да биде ставено како хайлайт на твојот живот. Кој? Така да го Љубовната наречам. врска? Да, љубовниот момент. Тоа е нешто твое, тоа е нешто интимно, тоа е нешто Да, што пошто најчесто тргнувајќи од светот на Холивуд и светот на балканскиот шоу бизнес, сите врски се турбулентни. да, си влече се свој. Тако, иако обичниот народ си има турбулентна врска, или некој банкар и некој што работи у пошта си има турбулентна. Тоа никој не го гледа. Ама да, не е занимлив и не е интересен за Да. публиката и за другиот или за народот кој што не го знае, не е интересен некој што е поштара, некој што е пејач, водител, манекен, политичар. Таму е вниманието, на тапетот точно, на јавноста точно. и едноставно вниманието е таму наклонето и сакаш да знаеш и не дека многу ни се турбулентни врските, но самите новинари, самата приказна се ствара во јавноста дека тоа е турбулентно. Да, и преинтересно е што народот на тоа си го носи вниманието. Да. Значи нема да се пробие моментот ако ти извадиш нова песна или имаш некој убав Па тоа, кариерен нели, успех, по колку дефолт што треба да е го правиш, другото. они мислел, да. Пето прашање, дали си била љубоморна без причина? Да. И можам одмah. Зошто и кога? Објаснам. Знаев да имам доста на моменти
Љубоморни обсесивни испади, да. Но како што поминува време, како што се анализирам себе си, сваѓам дека многу работи сум ги присвојувала од другите. Знаеш како, ти мене вчера ми љубомореше за ова и ова. Денес ја ќе ти љубоморам за тоа и тоа. Тоа е намерно, тоа е ине, тоа е. Да, што можеби не сум тоа ја. Да. Не дека не сум љубоморна. Мислам, и во секоја врска, во секој однос постои некоја доза на љубомора. Јас секогаш сум за онаа здравата, за онаа нормалната, во границите на симпатично е, нормално. Кога некој ти значи, кога нештото ти значи, но пак да е здраво, да не е токсично, да не е обсесивно. Дали раскинување, завршување на една врска, крај на една врска, ти има оставено лузна кој се уште постои? Да. Сега ме чекаш да кажам нешто? Не ти поставам никакво прашање, затоа што мислам дека одговорот си е комплетен и немам потреба понатаму да. Се си остава нешто. Да, се си остава страх, види. Тоа е историја. Дел од тебе на крајот од денот. Нормално. Тоа е тоа. Седмо прашање, дали си била изневерена во врска досега? Да. Изневерена со друг човек или изневерена со зборови, со дела, со емоции? Со првото секако, со второто уште поболно. Да, и на двете прашања. Нема да навлегуваме во која врска. Апсолутно те оставаме, само чекам да оставаме тоа на да страна. анализира, да. Кој е коректно. Да прецизираме апсолутно, но да, и едното и другото. Дали си личност, осмо прашање. Дали си личност што сака контрола во врска? Да. И работам на тоа. Да го пуштам и да не е така, затоа што Сакаш да контролираш? па природно е, не знам, имам некој таков момент, да. Рак сум во хороскоп. Јас сум ракист. Знам дека си Да. така. И си го имаме валјда тој момент. Па си го имаме, да, ама со текот на годините Можеби е страв, со текот на можеби е годините нешто- малце ќе го опуштиш, убаво кажеш, ќе пуштиш малце ќе кажеш дај му време на времето. Активно работам на тоа. Да. Последниот период. Затоа го што сфатив. ако треба нешто да се случи, ќе се случи кога си на подкаст. Така е, да, буквално. И мораш да Ако го треба да пуштиш. случи нешто, ќе случи кога ќе се тушираш. Предпоставувам дека си влечеме некои, не знам, трауми или моменти некои вкоренети, дали од детство, дали од Да, од претходни детство и од односи. балканскиот менталитет и од се што се случува така, и по ни е страф филмови. од непознато. Не знам и сега чека ја ова морам да го сконтролирам за да не бидам повредена или не знам што. Така, и живеевме у комунизам и социјализам. Еве, гледаме, нели, живееме. и мораше да се има контрола над сопатникот без Да. разлика дали е маж, дали е жена. Да. Знаеш, веќе оние европски вредности се малце, колку се лоши, но толку и се добри за некои опуштени варијанти на врски. Точно, Без да, разлика да, дали е да, брак да, институција, дали е врска како дечко и девојка. Да. Ти мислам ако веруваш у него и она ако верува, тој веќе имате Се- петка, се околу тоа, но одлична врска. Се е предостапно, се може да се направи на многу лесен Но ова начин е ако се сака. најголемото зло. Ете така. И шо Така понатаму да ти правиме, колку мојот? сакаш пробувај да Ама контролираш. што понатаму правиме, мојот? И сум пробувала и сум мислела дека Ма исто контролирам. Но нели, Ма исто друго е ја. секогаш на крај. Девето прашање. Дали чувствуваш емоции кога ќе слушнеш или ќе видиш некоја ваша поранешна слика, поранешна песна, некој момент кога ќе ти се долепи до паметот твој, едноставно ќе ти прелета нешто. Да. И верувам дека тоа е нормално. Мислам, за мене лично како човек не може тоа да не е нормално. Затоа што е многу свежо. За мене. Емотивец си. Јас сум катастрофа.
И ја викам така за мене. Не, ама млада си многу, 40 години, 12 години, знаеш ли каква ќе бидеш на 12 после 12 години? Учам само да не станам само тоа, значи гледам да го избалансирам И моментот, јас да го викам за себе контролирам. катастрофа. Исто така да се гледам и ја. Да ама не станам нерамнодушно суштество. Нема да не можеш. Затоа гледам да балансирам, за да не отидам па во друга екстрема, која што нема да ја Да, тоа е сакам. одвратно. И си го барам балансот у себе. Да немаш Мислам, тука е, емоција, само да, треба да, да си го да. изрегулирам. Валјда тука вагата во мене може да проработи малце, да ме стабилизира. Може. Ќе бидам благодарна. 10-то прашање, дали постои дел што се уште го чуваш само за себе? Да. Сите одговори ми се да, нешто. Или сум многу искрена, или Многу су си искрена. лажејки. Не, многу си искрена. Дел кој што си го чуваш само за тебе, тоа се момент можеби на емоции, на убави спомени, на сеќавање. Значи, може не само збориме за врска, можеби и за некои претходни моменти на твојот исто социјален живот. Дали Апсолутно, постои? да, на се, ја На имав се, и, да. мислам и фамилиарни односи, фамилиарни ситуации, партнерски нормално и Да, пријателски на да. крајот од денот. Сите ние имаме нешто што си го носиме само за себе и претпоставувам дека одбираме што све ќе пренесеме и дали ќе пренесеме до целост. Затоа што некои работи треба да останат таму некаде за себе. Дали би повторно верувала некому? Да. Не сум до толку во минус. Значи веруваш у тоа. Народно кажано втора, трета шанса. Значи сите луѓе се различни и т.н. и т.н. Верувам во универзалното, верувам во љубов, верувам во соодност, верувам во искреност, без разлика дали сум почувствувала и недоволна искреност или пак нечива друга вистина за мене не била вистина или па мојата вистина за некој друг не била вистина или можеби сум халуцинирала за многу работи или биле само во мојата глава, не биле технички така. Мислам дека нешто што нема да го дадам од себе, а тоа е вербата во љубов, во нешто вистинско, во нешто чисто. Дали си се плашила дека ќе бидеш заменета? Да. Ќе кажам да. Иако технички не е околу замената, колку што е до како да го кажам ова. Знаеш како кога си близок со некој човек, премногу, душевно, емотивно, физички, психички, на сите можни начини кога имаш близината со некој, не боли толку ако си заменет, колку што боли предавство од тој емотивен човечки момент, од некое ниво на неемпатичност, од нешто за кое што до вчера си мислел дека е едно, а преку ноќ испаѓа дека е друго, и тука доаѓа она бунило кај што си викаш чекај малце, а што усвари од целава приказна е вистина, што било вистина, а што не било вистина. И тука настанува тој момент на страф, на не знам, на паника, на неверување, а не е толку до замената. Мислам, сите на крајот од денот сме заменливи, апсолутно, и така треба бидеме доколку нешто не е како што треба. Но тоа предавство човечко е малце невкусно. 13-то прашање, дали моментално си емотивно исполнета? Да. Сега после претходното прашање што ми го постави, ме прашуваш дали сум сега емотивно исполнета и пробам да се наштелувам за да бидам искрена. Затоа што сум. Не знам што и како ќе покаже. Многу сум среќна изминатиот период, да. Добро и така изгледаш. Да, пресреќна сум, преисполнета сум, фокусирана сум на работа, имам многу нови идеи, многу ствари што сакам да ги реализирам. Среќна сум со луѓето околу мене, имам убави луѓе околу мене. Внуците ми се тука, моите ми се тука, ги гледам се почесто, им ја давам целата љубов натака и што е најбитно, си ја давам целата љубов на себе.
се она што си го немав дадено доста долго време. Тамара, дали ја кажуваш вистина 14-то прашање? Да. Заперка се надевам. Да. Исполнет човек е и убав човек. А Да. еден наш писател знае да каже и да напише дека со убав човек и на убав човек сенката му убава. Со убав човек секаде се оди. Со убав човек треба да се дружиш. Прекрасно. И тоа го добивам од луѓето последниот период, дека зрачам поинаку. И ја тоа го чувствувам, не само тоа дека е од страна. Видов ја доле на внатре. учелико седевме. Озбилно, Бога. Драго ми. 15-то прашање. Ајде. Финално? Ке боли ли? Не. Не сум таков. Баш си. И не сакам, не. Треба да бидеш човек, треба како човек да те запамтат. Апсолутно. Финално прашање. Ќе бидеш искрена и реална. Дали моментално си заљубена во некого? Да. Се анализира одговора 30 секунди, 24-23. I'm in love with myself. Да, добро, апсолутно, ја постои во некого. Не дали си заљубена. Тај неко сам ја. Тај неко сам ја. Добро, исклучително беше чест и задоволство. Знаеш што некој е прашање? Нема. Интересно е, така, да. Знам дека е интересно, но машината ги детектираше твоите одговори. Океј. Ние за кратко се гледаме во нашата трета фаза од подкастот, само да направам ја следно, за да може сето ова да биде комплетирано. Дојдовме до оној момент кој што е најинтересен за твоите фанови, момент кој што ќе сакаат сите да знаат што се случи, момент кој што ќе биде пресуден за тоа дали ја кажуваш вистината или дали лажеш. Има музика да позадием. Тамара Волчевска, на твоето прво прашање. Дали си викаш Тамара, одговори да. Тоа е точен одговор. Дали си моментално целосно искрена со себе, кажа да. Труфул, тоа е точен одговор. Дали љубовта ти била поголем предизвик од кариерата, кажа да. Точен одговор. Зошто да не? Љубовта е двигател. Така е. Дали постои вистина за таа врска што никош не си ја кажала јавно, да. Дали си била љубоморна без причина? Кажа да, точен одговор. Тоа е тоа. Дали раскинувањето остави лузна, што се уште постои? Не. Кажа да, точен одговор. Сега ме изненадуваш, бидејќи сите 7, тоест 6 одговори. Сите се да. Сите се да. Приметив. Се искрени ја кажуваш вистината. До сега Уку. и за сега го поминуваш тестот на полиграф. Дали си била изневерена во врска до сега? Кажа да, точен одговор. Таман се понадевав дека нема. Дали се лично што сага контрола во врска? Кажа да, точен одговор. Дали чувствуваш емоции кога ќе слушнеш поранешна заедничка музика, заедничка, видиш слика и некој момент ки ти се во главата врати, ти кажа да, но детекторот кажа лај, дека не ја кажа вистината. Да, ово е прашање прво каде што детекторот може би е Браво! двосмислено, а? Браво. Да, Good one. да. Пишува лај. Океј. Ова ми свија. Значи ги бришеш емоциите. Полека се филтрира. Да. Се што треба да се филтрира. Океј. Супер. Работиш на себе, ти се гледа дека работиш на себе. Good one. Дали постои дел што се уште го чуваш само за себе, кажа да, точно одговор.
Дали љубовта ти била поголем предизвик од кариерата, кажа да, точен одговор. Дали се плашал да ќе биде заменета? Кажа да, точен одговор. И за тоа се понадевав дека нема дете. Да? Да, Не затоа кажа. што подругачие го Знам. формулирав. Но... Дали моментално си емотивно исполнета? Емотивно збориме. Емотивно. Аха. Емотивно. Добро, тука може и да сгрешив. Не си сгрешила, кажа да, детекторот, анализирајќи, детектирал, дека е точен одговор. Добро, драго ми е. За овие прашања зборев, кај што не сум сигурна, затоа што не знам од која гледна позиција. Точно, ја би одговарам. нормално, не знаеш чекај, како дали да, носиш да. нешто старо или си скроз во друг муд со себе и така да, добро. Драго. Дали ја кажуваш вистината? Да, точен одговор. И 15-то прашање. Дали моментално си заљубена во некого? Ла, ла, Да, ла, ла. точен одговор. Тоа го објаснив. Да. Океј. Од 15 прашања 14 точни. Само едно е неточно. Значи имаме кворум, имаме поголема, како да кажам, поголем дел од прашањата се одговорени вистините. И тоа за тоа сум гледала да бидам искрено онака Да. длабински од тоа гледна точка. Нашиот тим, Свиѓа. ова, кога ќе го слушне и вака да го презентираме на тимот кој што го работи подкастот, ние одлучивме дека тие, тоест јавните личности кои што ќе имат повеќе одговорени, точни, со помалку лаги, го поминуваат тестот на полиграф. Така да, Тамара, ти честитам. Благодарам. Ја кажа вистината на 14 прашања, иако едно не беше. Да, драго ми е, Да, што не беше. заедно не беше Драго. кажа на вистината. Беше храбра, беше мудра, дојде, прифати, не беше страшно, Ми копна интересно. малце. Те копка? Или Ми- те копкаше? ми копна ти да, малце. Да. Ти копнав? Да, копна. Ама суптилно. Апсолутно. Ништо не беше Ти одвратно, претенциозно, ништо не фала ти беше, за тоа. како да кажам, намерно, Да. ништо не беше Ништо не кажавме. некултурно, све беше у рамки на нормалната. Ти Ти благодарам што беше дел од Канал 77, подкастот на Канал 77, број 1 национално радио во Македонија, вистини ле со Миро Кацаров. Лайк, сабскрајб, се гледаме наредната недела со наши нови гости, со нормално рубриката Вистина или не. Познатите личности ги ставаме или ги ставаме на детектор за лаги, полиграф и имате право вие да знаете вистината. Јас сум вашиот домаќин Миро Кацаров. Довидување.